Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Емисија во која секој работен ден заедно учиме како да го подобриме и зачуваме нашето здравје. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во наредните 50 на минути ќе биде појаснето што се може да ни го покачи крвниот притисок. Има ли некои ризик фактори на кои што можеме да делуваме и да ја спречиме појавата на хипертензијата? Како во домашни услови правилно се мери крвен притисок? Што означува горниот, а што долниот крвен притисок? На кој начин се лекува хипертензијата и дали секогаш, дури кога таа не е многу изразена, ќе дојде до сериозни оштетувања на крвните садови и на нашето здравје? Сите овие прашања, секако и многу повеќе, ќе ги упатиме на денешната гостинка, доктор Јасмина Зафировска, интернист, тиреолог, диабетолог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува по рекламниот блок. Вела дека хипертензијата е опасна состојба, но она што ја прави уште поопасна е што обично не манифестира никакви симптоми и затоа неформално се нарекува тивок убиец. Па како правилно да се измери крвен притисок во домашни услови, на кој начин може да се влијае на факторите кои што доведуваат до појава на покачен крвен притисок и како се лекува оваа состојба, ќе ни појасни доктор Јасмина Зафировска, интернист, тиреолог, диабетолог во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Кога се мери крвниот притисок, се отчитуваат две вредности: горен и долен крвен притисок. Па што тие означуваат? Јас сепак би почнала со една дефиниција на крвниот притисок. Што представува крвен притисок? Значи, ние стручно ја нарекуваме тензија. Затоа и викаме хипертензија, хипотензија. Значи, притисокот што го ствара крвта врз цидовите на крвните садови се вика крвен притисок. Имаме нормален крвен притисок и нормотензивни пациенти, висок крвен притисок и низок крвен притисок. На помош за да го измериме тој крвен притисок ни се апаратите кои што може да бидат различни, но може да биде живин апарат кои што се најстари и најмногу употребувани, некако најпрецизни. Потоа сфингоманометар може да биде и во поново време електронските апарати кои што го мерат крвниот притисок, уз тоа даваат и доста други параметри, го мерат и пулсот и така на пациентот. Многу му е олеснето мерењето на крвниот притисок во домашни услови. Секако многу е важно да се знае каков е притисокот во домашни услови, затоа што притисокот, како што кажавте и вие, представува еден тивок убиец. Спрема некои статистички податоци на Светската здравствена организација, викаат дека 2025 година ќе има 1,5 милиарда заболени од крвен притисок. Значи, тоа е една голема бројка, што значи дека сепак крвниот притисок како еден ризик фактор за појава на кардиоваскуларни заболувања и е лесно совладлив, да кажам, многу лесно може да се менаџира ако навреме се открие. Фармацевската индустрија ни дава на располагање голема палета на лекови за третман на крвниот притисок, кои што секоја година се јавуваат нови генерации, комбинации од 2 до 3 лека, така да имаме навистина голем избор за третман на хипертензијата. Споменавте дека крвниот притисок треба да се мери во домашни услови, па како да се направи тоа? Како правилно да се измери? Препораките гласат после 18-та година 2 пати годишно да се измери крвен притисок. Без разлика дали имаме покачен крвен притисок или не? Значи, после 18-та година секој би требало 2 пати во годината, во тек на 2 години да измери крвен притисок. Превентивно? Превентивно, да. Во домашни услови или тоа на лекар се прави? Во домашни услови, меѓутоа и скринингот за кардиоваскуларните заболувања опфаќа мерење на притисокот. Значи, една од задачите на општите лекари е да го мерат крвниот притисок кога ќе дојде пациентот во амбуланта. И така најчесто се открива покачениот крвен притисок, што стручно ние го нарекуваме хипертензија. Кога се работи за домашното мерење,
Дали може се употреби каков било апарат? Дали е седно? Каков апарат за мерење на крвен притисок ќе земеме? Ако индивидуата за прв пат почнува да мери притисок, не знаејќи до тогаш дали има, чисто така да си провери сам за себе дали има крвен притисок, ако најде притисок над 140 со 90 во мерења последователни од 5 минути, тогаш може да побара помош од доктор, односно да појде на лекар, за да се види дали има покачен крвен притисок. Во домашни услови, значи е многу едноставно да се измери крвниот притисок, со оглед на новите апарати, електронските апарати, кои што во голема мера го олеснуваат мерењето на притисокот. Постојат неколку правила за домашно правилно мерење на крвниот притисок. Потребно е пациентот, односно еве да кажеме индивидуата која што сака да измери крвен притисок, да биде најмалку 30 минути мирен после некоја физичка активност или после оброк. 30 минути после ако конзумирал цигара или кофеин, кока-кола или кафе. Исто така ако му се оди во тоалет, тоа прво да го заврши, па после да измери притисок. Пожелно е да биде раката која што се мери поставена на тврда подлога, значи под лактицата. Манжетата на апаратот се поставува во долната третина на надлактицата, поточно во тој дел. Не е многу важно на која рака, лева или десна. Притисокот обично треба да е исти на едната и на другата рака. 10 мм живен столб плюс или минус се толерираат. Советувате да се измери притисокот и на левата и на десната рака? Некогаш, значи често пати имаме болести кои што се одликуваат со промена на крвниот притисок. Може да бидат и вродени малформации, може да бидат и запушување на артеријата која што носи крв до раката. Тоа значи е потребно, меѓутоа не секогаш. Обично случајно се открива или пациентот осеќа дека едната рака му трпне, му помодрува, не растат ногти како на другата рака, тоа е прв сигнал дека нешто се случува со дотокот на крвта во тој екстремитет. Доктор, ќе важи ли тука правилото 3 мерења во време од 3 минути? Правилното мерење е 2 мерења во рок од 5 минути. И се значи ова е веќе претерување. Да, 3 минути пати во 3 минути, да, така. сепак е многу брзо и потребно е барем 5 минути да се стабилизира и пациентот и апаратот. Се зема средната вредност од тие 2 мерења. Во кој дел од денот е најдобро да се измери крвниот притисок? Постојат различни препораки, меѓутоа на што е правилно, најдобро е наутро. Зборуваме за пациенти кои што не се под терапија. Значи, наутро, кога ќе станат од прилика 30 минути после оброкот. Ако завршат со појадокот, значи, или ако джогираат, прават некоја физичка активност наутро, тоа да биде 30 на минути по завршување на тие активности. И навечер, обично 2 часа после вечерата или 30 минути пред легнувањето. Збориме за здрави индивидуи кои што немаат потреба од терапија, кои што до тогаш не конзумирале никакви лекови. Тие се некои 2 вредности кои што ни се релевантни. Инаку претеруваат некогаш повозрастните пациенти во мерењата на крвниот притисок. Некогаш и повеќе од 10 пати на ден знаат да се измерат притисок. Да, и посетите во амбулантите на матичните лекари да се контролира притисокот, исто така е претерано некогаш. Значи да не се претерува, тоа е советот? Советот е спрема гајдлайнсите и она што е правилно, кај здрави индивидуи кои што немаат ризик фактори, да се прави скрининг за превенција од кардиоваскуларни заболувања, меѓу кои што спаѓа и мерењето на крвниот притисок, барем еднаш годишно. Кај помлади до 30 години може да се толерира и на 2 години да се измери еднаш или 2 пати крвниот притисок. Доктор, ќе може ли да се случи пациентот да дојде во амбуланта и таму да му се измери покачен крвен притисок, а тој реално да нема проблем со хипертензија? Може ли лажно позитивен наод да се добие во амбуланта? Тука треба да кажеме и за видовите на хипертензија. Значи, ако притисокот е нормален, да кажеме и референтните вредности до кои се толерира вредноста на крвниот притисок, над која што би рекле дека е веќе хипертензија. Спрема најновите гајдлайнси, препораките се уште пониско од претходните,
Значи секогаш референтните граници се поместуваат пониско, построги се во однос на превенцијата и третманот на хипертензијата. Значи за нормален крвен притисок го сметаат притисокот до 120 со 80. Над 120. Дори возрастни лица? Над 80, да речеме над 70, над 80 години треба да имаат што беше идеален крвен притисок, нормален? Да, тоа е потребно да се запази. Не е она веќе бројката на годините плюс 120 со 80, така нешто беше порано. Меѓутоа тоа правило не е поважно затоа што пациентите, посебно повозрастните, имаат и доста други коморбидитети, проблеми со диабет, окрутнување на крвните садови, затоа е потребно да се заштитат бубрезите, очите, крвните садови на срцето и мозокот, да се одржуваат овие граници. Не постои толеранција во однос на возраста, значи не е во рете ако 150. Толерираме кај некои пациенти да е малку повисок притисокот кога имаме, например, запушување на каротидните артерии, за да дојде доволно крв до мозокот, може да се дозволи или при запушувањето, да кажеме, на субклавијата, на артеријата, која што го исхранува екстремитетот. Тука можеме да толерираме, значи, али сепак се прави една комплетна анализа на пациентот, додека кај пациентите кои што имаат диабет, тие вредности се уште поригорозни. Значи, високо нормален го сметаат од 120 до 129 со 89, тоа е веќе високо нормален, од 130 до 140, 139 со 90 го рачунаат како прв степен на хипертензија, над 140 со 90 до 150 со 100 е веќе покачен крвен притисок или втор степен на хипертензија. Притисокот кој што е над 160, 180, веќе го сметаме за хипертензивна криза и обично го среќаваме понекогаш кај пациенти кои што не знаат дека имале крвен притисок или неправилно ги земале лековите во амбуланта, тогаш се препорачува и болнички третман на овие пациенти. Но може ли да се случи пациентот да нема покачен крвен притисок, а кај него да измерите некоја ваква вредност, 180 со 110 да речеме? Значи пак ќе се навратам на трите вида на хипертензија, тоа е есенцијалната или најчестата хипертензија, за која што не постои една причина, него се повеќе причини. А стравот од билиот мантил? И тоа е еден посебен вид на хипертензија, која што се вика фобија од бел мантил или хипертензија, која што се јавува во посетата, при посета во амбулантите. А како проценувате дали е всушност страв од бел мантил во прашање или е реална вистинска хипертензија? Обично пациентот во разговорот ќе каже: докторка, ја немам ваков притисок дома, мене ми е нормален притисокот, али еве кога доаѓам во амбуланта ми е висок. Правиме и ехо преглед кој што покажува дали има промени на срцето, кој што се знак дека притисокот подолго перзистира, пациентот неправилно го мери или нередовно го мери. Неправилно да го мери во домашни услови. Затоа препорачуваме да се постави 24-часовен холтер мониторинг, со кој што во тек на 24 часа во домашни услови се следи варијацијата на крвниот притисок и тогаш донесуваме проценка дали пациентот навистина има таа фобија од бел мантил или хипертензија поради бел мантил, или пак се работи за нешто друго. За некое заболување. Да. Веќе споминавте горен и долен крвен притисок. Што е поопасно, да биде покачен горниот или долниот крвен притисок? Меѓу народот постои убедување дека поопасен е горниот. Да, меѓутоа, вистината е дека малиот крвен притисок е поопасен. Посебно ако е покачен до 50-та година. Препорачуваме до 50-та година кај пациентите да се одржи еден притисок кој што е до 80, диастолниот или малиот крвен притисок, затоа што се над тоа во долго траење нерегулирано е голем ризик за миокарден инфаркт. Покачениот крвен притисок на кој начин ги прави промените, зошто е толку опасен ризик фактор кој што бара редовно менаџирање. Затоа што крвта, значи со поголем притисок ги притиска крвните садови и со тек на времето го олабавува нивниот зид. Може да се створат аневризми, значи попуштање на крвните садови, може да се створи почетна атеросклероза поради
долготрајната ерозија од самиот притисок врз зидот ендотелот на крвните садови, но исто така врз самото срце покачениот крвен притисок представува напор. Значи срцето работи под напор и како и секој друг мускул хипертрофира, односно се задебелува. Првите промени ги гледаме во хипертрофијата на левата комора, која што ја испумпува крвта за да стигне до сите делови на телото. Значи забележуваме на задебелување на зидот, тоа го регистрираме кај ехо, на ехо преглед. Исто така кога се прави доплер анализа на протокот на крвта од левата комора кон аортата и протокот во самото срце, значи се регистрира крутост на самиот мускулен зид, кој што исто така ни значи дека пациентот има подолго време покачен крвен притисок, лошо регулиран. Така, докторке, каква треба да биде разликата помеѓу долниот и горниот крвен притисок и дали тоа може да направи некаков проблем доколку има отстапки, да речеме, доколку се блиски или пак има големо растојание помеѓу нив? Обично е 40, од ова ако ме слушавте претходно, значи диастолата и систолата треба да се во разлика од 40 мм живен столб. Постојат хипертензии кај што имаме дисоциација, значи едниот притисок е многу висок, другиот е многу низок. Например, кај некои болести затоа што еден помал процент на хипертензивни проблеми припаѓаат на секундарната хипертензија, која што е поврзана со проблеми со бубрези, стеноза на реналната артерија, некои ендокринолошки пореметувања, меѓу кои што спаѓаат и болестите на тироидната жлезда. Така да во тие некои случаи наоѓаме дисоциација на крвниот притисок. Наоѓаме многу висок горен притисок или систола и нормален или низок диастолен притисок. Кај помлади луѓе оваа состојба не е многу загрижувачка, затоа што се работи за една стеноза, односно стегање на крвните садови, кои што даваат поголем отпор. Може да е причината хормони, стрес, цигари, значи обично такви промени наоѓаме. Доколку некогаш знаат луѓето да кажат лошо ми се споја крвните притисоци, таа состојба може да доведе до колапс, до губење на свест и слично? Да, спојувањето, зближувањето на двата крвни притисоци не е добар знак. Значи дека притисокот во левата комора на срцето се изедначува со притисокот во крвните садови, што не е добро. Значи или се случува миокарден инфаркт, кога попушта срцето. Имаме и такви случаи кога при масивни крварења од некој орган, исто така може да се јави една хипотензија, затоа што волуменот на крвта во циркулаторното корито е намален. Значи оваа состојба си бара да биде проследена од страна на доктор и не треба да остане само на муабет. Имам проблем, понекогаш ми се спојуваат притисоците. Ако се и двата ниски притисоци, значи ако имаме 90 со 60, например, не е тоа некој голем проблем. Може дехидратација на пациентот, недоволна физичка активност, повеќе седантерен начин на живот, значи кога не вклучуваат движења, така да и притисокот паѓа. Да, паѓа. Али кога едниот притисок, например, диастолата, што треба да е во нормални граници и систолата се сближени, посебно систоличниот крвен притисок, се намалува и се приближува кон диастолниот, тогаш е знак дека со срцето се случува некој проблем. Нешто се случува со кардиоваскуларното здравје, конкретно со срцето. Сега, многу често, лицата со покачен крвен притисок немаат никакви симптоми. Зошто е тоа така? Еве, кога чувате ќе дојдат на лекар и сосема случајно ќе утврдите дека имаат висок крвен притисок. Така. Многу пациенти се навикнуваат да ги толерираат симптомите. Значи се работи за навик? За навика, затоа што симптомите кои што се јават кај хипертензијата не се типични. Може да бидат сигнал и од други органи. Например, главоболка, замотен вид, вртоглавица може да се јави, срцебиење. Тоа значи не е само симптом за покачен крвен притисок, туку може да биде симптоми на разни други болести. Обично спондилоза или болка некоја друга од друга природа ја толкуваат како причина за главоболките и не знаејќи дека имаат покачен крвен притисок. Одат по ортопеди, по невролози, таму се лекува без никој да му текне да ја измери крвен притисок.
Затоа се препорачува скрининг, она што го спомнав, во сите возрастни групи, почнувајќи од 18-та година, посебно да се обрне внимание кај пациентите кои што имаат ризик фактори во семејството, значи хипертензија кај еден или двајца од блиските родители, потоа значи кај пациенти кои што имаат диабет, метаболен синдром, вишок на килажа, кај пациенти кои што имаат стрес во секојдневниот живот, пушачи посебно се исто така таргет група. Или ние ги издвоивме, докторке, сите тие работи, значи што се може да ни го качи притисокот, нели знаеме да кажеме ми рипна притисокот, ти ме изнервира и ми го качи притисокот. На нашиот список еве што издвоивме. Тоа е солта, физичката неактивност, дебелината, прекомерниот внес на алкохол, стресот и недоволниот сон, пушењето. Ке започнеме со внесот на сол. Колкава е препорачливата доза во текот на денот за сол кај здрави лица, а претпоставувам дека е поинаква кај оние кои што веќе имаат проблем со хипертензија? Така. Значи сите овие фактори, ризик фактори што ги набројавте, се ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања. Покрај за покачениот крвен притисок, кој што исто така е сам по себе ризик фактор за појава на мозочен удар, миокарден инфаркт и други заболувања како што се бубрежна слабост. Ме имале многу пациенти кои што доаѓаат на диализа поради долго покачен нерегулиран крвен притисок, срцева слабост исто така кај пациенти кои што не го третираат крвниот притисок. Втората фаза од задебелувањето е проширување на срцевиот мускул. Зачудувачки е колку пациентите не можат да го стават крвниот притисок под контрола, ете поради тие причини, поради тоа што касно го откриваат. Во моменти кога ќе се открие, веќе е настанат некој проблем од страна на органите. Можеме со голема количина сол кој што внесуваме во исхраната да си го качиме сериозно крвниот притисок? Соленото на кој начин го солта задржува течност во ткивата и на тој начин го покачува волуменот на крвта, на циркулаторната течност и го зголемува крвниот аутпут, односно испомпувањето на срцето количински е поголемо. На тој начин се покачува индиректно и крвниот притисок, посебно ако тоа е начин на исхрана по долго време. Кај пациентите со срцева слабост дневната доза е 2 грама, значи тоа е на врвот на лажичката, а кои повозрастните кои што немаат никаков проблем, до 10 грама сол би било нормална, али распоредено во неколку оброци. Не е убаво да се засоли, да се зачини јадењето, значи тоа не е здраво за никого, особено за повозрастните. Само да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Ние сега ќе ги разгледаме и останатите ризик фактори кои што може да доведе до покачување на крвниот притисок и ова се секако фактори на кои што можеме да влијаеме. Физичка неактивност. Зошто е лошо лежењето и седењето по дома? Кога станува збор за крвниот притисок, знаеме дека се препорачува секојдневна физичка активност, но зошто седентарниот начин на живот пак толку влијае на покачувањето на крвниот притисок? Притисокот е поврзан, значи пак со начинот на исхрана и начинот на обавување на физичките активности. Седењето обично е поврзано и со покачена килажа. Покачената килажа од друга страна е богата, значи ткивото е со масно ткиво побогато, самиот организам. Масното ткиво од друга страна е богато со многу мали крвни садови, кои што имаат мал лумен и го зголемуваат периферниот отпор и индиректно го покачуваат на тој начин крвниот притисок. Со намалувањето на телесната тежина се намалува ризикот за ако пациентот успее да намали 10 килограми, автоматски притисокот се намалува за 10 милиметри живен столб. Значи физичката активност е директно поврзана со дебелината, а што е со алкохолот? Сега тука е наведен прекумерен внес на алкохол, дека е ризик фактор за појава на хипертензија, но што е со 1 до 2 чашки алкохол? Исто од меѓународот постои убедување дека на таков начин можат да си го симнат крвниот притисок со 1 до 2 чашки ракиичка, да речеме. Така. Ќе помогне ли тоа? Има ли вистина? Ќе ги опушти ли крвните садови? Менталитетот на нашиот народ, значи е ракија пред ручак со салата, 1 или 2, така да, или наутро. Од пациентите често ќе кажат, станувам, ќе се напијам ракија, чисто да
проработи циркулацијата. Значи тоа е нивниот став. Во една рака, значи точно е, алкохолот ги шири малку крвните садови. Многу забрзува и срцето. Во првиот момент, значи, ќе направи дилатација на крвните садови, ќе го снижи може за малку крвниот притисок, но следната фаза е тоа што го забрзува работењето на срцето и индиректно ќе го покачи крвниот притисок. Дозволено е, например, 1 до 2 чашки во тек на денот, умерен внес на алкохол, со тоа што да биде со внесено храна, да не биде на гладно. А црвеното вино? Може ли да го користат оние кои што имаат, да речеме, низок крвен притисок? Вела чаша црвено вино ќе ни го качи крвниот притисок. Има вистина? Тоа се сепак некои народски верувања, на кои што нема точно потврда дека е тоа така. Можно е, како малку да го забрза срцето, па го покачува крвниот притисок. На тој начин. Инаку е добар антиоксиданс и здраво е да се внесува, да се конзумира чашка вино на ден, посебно црвено вино. Овие народи кои што се Французите имаат, да. Значи, они имаат обичај да внесуваат вино секој ден. Има добро кардиоваскуларно здравје. Има, да, добро. Има еден француски синдром, велат, има и круасани јадат, во кој што има масти, па и трансмасти, потоа пијат вино, но сепак имаат здрав кардиоваскуларен систем, велат тајната е во умереност. Точно така. Така, значи умереноста е не прекумерен внес на алкохол, но умерено кај здрави лица. Така, и медитеранскиот тип. Еве една чашка вино. Вино, да. Дури и наши оперирани пациенти кои што се со бајпас и со добра регулација на крвниот притисок, често знаат да прашаат на контролните прегледи дали може чашка алкохол да се напијам и секако им е дозволено. Затоа што тоа сепак е нешто што од една страна на пациентот му дава некој задоволство, го намалува стресот, а од друга страна па не штети многу на самиот процес и на самите лекови кои што ги конзумира. Докторке, пред да преминеме на стресот и влијанието врз кардиоваскуларното здравје и покачениот крвен притисок, да им дадеме предност на гледачите. Добар ден. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден, среќен ден. И на вас исто така. Голем поздрав за сите во студиото. Благодарам. На возраст од 71 година сум. Живеам сама, имам мајка, татко и брат ми почина, а јас останал сама во куќата. Имам многу стресови, не можам ноќе да спијам, не можам сама да седам, се затворив дома во депресија, пијам лекарства, ми рекоа дека имам тироидна намалена, притисокот ќе го мерам, се ми е нормален, низок до некое време, сега почна да ми се подкачува. Имам спанделоза, имам тинитус, вртоглавици, заматување во очите, несвестица. Имам хроничен гастрит и кила на желудникот. Наутро кога ќе јадам, мене пулсот ќе ми оди до 120. Пијам Блоксан, одам по собата, ама не можам многу да се движам надвор, не сум физички многу активна. Ми е страв да не паднам, бидејќи 2 пати паднав. Притисокот ми оди до 160, 190, пијам напка бајле пола навечер, за смирување пијам, за вртоглавица пијам така, за холестерол, резултатите ми се се добри, но вие имате и понатаму проблеми. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што можете да советувате? Дали понекогаш и депресијата, осаменоста може да влие на крвниот притисок, па и на сите овие симптоми? Кај пациентката примарно е возраст. Значи, на незината возраст нормално е пациентите да имаат малку покачен крвен притисок, поради тоа што крвните садови се окрутени, значи еластичноста ја губат со годините и нормално е да имаат малку покачен притисок. Затоа треба да се обрне внимание кај пациенти во таа возрастна група, кои што имаат и диабет, други ендокринолошки заболувања, спомнана има и
тироидна жлезда во подобра регулација на крвниот притисок. Она што го спомна околу зуење на ушите или тинитус, појава на вртоглавици, нестабилност па и паѓање, може да се поврзи со моментално покачување на крвниот притисок или пак со стеснување на каротидните крвни садови на вратот. Треба секако да посети доктор, да се направи еден подетален преглед и да можеме да одредиме таа терапија е НАП 2 пати по пола, дали е од 5, дали е од 10, може треба малку да се накачи, да се постигне подобра регулација на крвниот притисок. Така да малку мислам дека е потребно повеќе лекарска грижа кај пациентката, да и се даде добра терапија со цел и диагностика, со цел да биде подобра. Така си го подобри квалитетот на живот. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака на телефон гледачка на возраст од 51 година. Така? Лани пред една година почна ми се покачува крвниот притисок, приметив дека тоа се случува на нагли промени на времето, пролет, есен. Инаку имам хипотироидна. Така, во намалена функција на тироидната жлезда. Да, намалена функција на тироидна жлезда. Направивме ехо, срцето, комора пред комора е се добро. Меѓутоа, притисокот, пијам Лоресто ми даде од 50 милиграми. Меѓутоа, во последно време осеќам дека кога ќе се заморам, притисокот знае да отиде 110 до 160. Кога сум поодморна, се осеќам подобро. Меѓутоа, кога се заморувам, притисокот знае да се качи. Во пред 5-6 дена ми се случи вртоглавица, за малку ќе падне. Што би ми... Така, каков совет би добиле во однос на вашата состојба, што би можела да се направи? Ви благодарам што се вклучивте во денешната тема амбуланта. Пријатно, повелете, докторке. Пациентката е во средна возраст, која што може би е во менопауза. Жените до менопаузата сме заштитени со нашите женски хормони, меѓутоа во менопаузата кога влегуваме, процентот на пациентки кои што имаат кардиоваскуларни болести, меѓу кои што и ризикот со покачен крвен притисок е многу поголем од машката популација. Пациентката, она е посебно типично што го спомна, дека при напор и се покачува крвниот притисок. Значи, тоа е доста еден сигнификантен симптом кој што бара до исследување. Веројатно се работи за некој проблем со артериите на крвните садови во самото срце, односно коронарните крвни садови, затоа што коронарната резерва е она што овозможува нормализирање или регулација на крвниот притисок при физички напор. Наглите скокови, појавата на замор при физичкиот напор е сигнал дека со коронарните садови на самото срце се случува некој проблем. 110, посебно тој малиот притисок е посебно сигнификантен. Лористата не е доволна за терапијата што она ја зема и има сега многу добри нови лекови кои што се составени од комбинации од неколку групи, така да може треба прво да се постигне добра регулација на крвниот притисок и потоа да се направи еден стрес тест, да се види дали при напор самото срце како реагира, дали се покачува притисокот, дали се појавуваат некои промени и така. Значи промена на терапијата советувате и потоа стрес тест. Регулација на крвниот притисок и потоа стрес тест. Накратко само да ги догледаме ризик факторите кои што може да го покачат крвниот притисок. Тука е стресот и недоволниот сон. Сите живееме во стресно време. Да. Што е со хормоните на стрес кои што се излачуваат од надбубрежната жлезда? Дали тие може да доведат до покачување на крвниот притисок? Втората група се значи тие хипертензијата која што е секундарна, поврзана е со болест или проблем од некој друг орган. Значи може да е проблем со бубрези, надбубрежна жлезда, може да се тумори на надбубрежната жлезда, феохромоцитоми е причина за нагли скокови на притисокот и пулсот. Значи често пати, али сепак тоа ни бара една детална анамнеза кај пациентот, значи да се распраша околу сите поединости, на кој начин, кога се јавува притисокот,
дали срцето се јавува, срцебиење, затоа што во тие случаи притисокот може да се качи нагло и до 200 со покачување на пулсот и треба да се одреди точната причина. А доколку се изнервираме, докторке, може ли така нагло да рипне притисокот до 180-200, да речеме, да дојде горниот притисок? Да, може да скокне ради тоа што се јавува при стрес една голема адреналинска излачување на голема количина на адреналин. Срцето започнува брзо да чука, крвните садови се стеснуваат и на тој начин се јавува, се покачува крвниот притисок. Кај здрави индивидуи, притисокот за кратко време по поминувањето на стресот се нормализира. Не мора да значи дека е тоа некоја граница, може да биде стрес при возење, например, во денешниот сообраќај. Навистина е стресно да се вози. Често пати, значи, знаат такви ситуации да се јават, меѓутоа за кратко време се смирува, се нормализира. Проблем е кај индивидуи кои што имаат неоткриена хипертензија и кај пациенти кои што не им е добро регулиран притисокот. Посебно кај повозрасни, во такви стресни ситуации може да доживеат инфаркт, мозочен удар или некој посериозен проблем, влегување во аритмија, атриална фибрилација поради наглото покачување на крвниот притисок и неможноста на срцето да ги следи тие промени. Кога кај некој пациент ќе поставите дијагноза покачен крвен притисок, дали најнапред се влие на овие фактори на промена на животниот стил, па потоа се дава терапија или пак овие две работи одат рака под рака? Најмногу целата медицина и сите препораки во денешно време се насочени на превентивата. Така да и сите наши активности се однесуваат превентивно. Иако нашата болница е веќе на високо терциерно ниво, каде што ние работиме со пациенти со дијагностицирани проблеми, поретко доаѓаат секако пациенти со проблеми, меѓутоа за примарна превенција тука треба да се вклучи матичните лекари со редовен скрининг, одредување на ризични групи и нивно следење. Со превенција, со почетна превенција кај пациенти кои што имаат диабет во анамнеза, покачени липиди, например, покачена килажа, покачен стрес, со менаџирање првично на тие ризик фактори, може да се постигне и регулација на другите посериозни заболувања, меѓу кои што е хипертензијата. Повеќе би се дало значење на превентивата и на ниво на здравство, мислам глобално зборувам, да се обрне внимание кон начинот на исхрана, значи да се прават некои такви пропагандни, да кажам, кампањи во кои што ќе се обрне внимание на некоја група диабетичари, млади, кои што имаат ризик фактори со цел да има возможност ете некој бесплатен скрининг, тоа сега како идеја ми дојде, да не се дојде до влегување на поголеми здравствени проблеми, кои што од своја страна бараат и редовна терапија. Пациентите обично не сакаат да пијат лекови. Кога ќе им кажеме дека треба да пијат наутро, на пладне и вечер, онака се збунети. Особено ако немаат симптоми. Да, за хипертензија. Тогаш и не ја сваќаат сериозна болест. Може би ја сваќаат, меѓутоа не ги сакаат лековите и сакаат обично еден лек кој што ќе им го покрие целиот ден притисокот. Затоа и се пронајдени, се измислени такви лекови, во која комбинација има, например, 3 групи или 4 групи на лекови, со една таблетка се постигнува, посебно за тоа што стресно е кога пациентот мора во 8 часот да го испие лекот, па навечер во 8 и така да води една евиденција која што навистина му го нарушува редовниот ритам на живот. Имаме гледачи. Им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас да ве поздравам и ќе ви поставам едно кратко прашање. Така. Во интерес на времето. Повелете. И директно. Постојат лекови за притисок кои што се комбинирани, спомна докторката. Например, периндоприл со индопамид. Едниот е за притисок, другиот е за измокрување, нели, за диуреза.
Може ли да ми каже докторката колку се исфрлува калиум и колку дневно треба да се внесува калиум при такво исфрлување на нормално зависи од колку грами е тоа. Мислам... Така, дали треба да се внимава на калиумот во овие лекови каде што има комбинација? И колку треба дневно да се внесува калиум и дневната потреба од калиум. Така, ви благодарам за ова прашање, повелете докторке. Конкретно за овој лек што го спомна пациентката, копренеса или комбинацијата со перендоприл со ендепамид, обично е во мали дози ендепамидот, кој што не предизвикува сериозно нарушување на нивото на калиум во крвта, односно не предизвикува некоја сериозна диуреза. Проблем е кај лекови кои што се диуретици, ги даваме кај срцева слабост, кои што го нарушуваат нивото на електролитите во крвта, како например спиронолактонот, фуросемидот, едемидот. Значи тие лекови се диуретици кои што посебно кај тие пациенти кои што имаат срцева слабост треба да се следи нивото на калиум во крвта. Обично даваме некој баланс меѓу кај внесот на два диуретика, од кои што едниот го чува калиумот, другиот го троши калиумот, например фуросемидот го троши калиумот од крвта, додека спиронолактонот го чува. И на тој начин треба да се следи редовно, например кај пациенти кои што имаат и бубрежна слабост и диабет, треба да се следи нивото на калиум во крвта. Обично препорачуваме кај некои пациенти ако има потреба внес на калиум, меѓутоа сепак тоа е во строго одредени дози. Инаку ние калиум добиваме доволно преку редовната исхрана, секојдневното внес на сол, на исхраната. И бананата вела дека има. И бананата има, патлиџанот, портокалот. Значи добиваме кога се храниме нормално доволно калиум, така да нема потреба за додатно внесување, посебно кај овој лек кој што го спомна пациентот. Како комбинација каде што има два лека. Освен ако нема бубрежна слабост, диабет, каде што тука сепак треба да се обрати внимание на електролитниот баланс. Меѓутоа ендепамидот е тој лек кој што не предизвикува нарушување на електролитната рамнотежа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Јас се докторката. Повелете. Ало, може би докторка за сега да ја прашам? Така, секако во програма сте. Го очекуваме прашањето. Може да ја прашам докторка за сега јас? Да, секако. Ајде, повелете. Може. Да. Јас се јавувам. Слушате ли? Да, све слушаме одлично. Јас се јавувам, имав поградено тент. И сега, слушате ли ме? Да, ве слушаме, ве имате вградено стен, само ќе вам молам побрзо поставете го прашањето во интерес на времето. Види, имам вградено стен ја. И сега, имам би побрзен тесак на мовезите, ама сега добив, вртоглавица добив, и сега, од што тој може да виде, и сега, пред тоа, мамата ми беше ден добра и ми почина малото сега, него 40 дена да речем, и нешто испари, и сега, напати добива вртоглавица вака. Уедно до тоа, дори паднав на 2-3 пати. Бев на лекар, препиша ми докторката моја, ја од деня се јавувам таму, доктор Милчо кај работи. Така, ви припиша некаква терапија? Пијам, малку имам, нешто друго што да алкохол не пијам, такви работи не пијам ништо. Така, но и понатаму не се чувствувате добро, имате вртоглавици, примете сочувство, навистина ми е жал. Се надевам дека ќе бидете подобар со здравјето. Сега докторката ќе ви даде неколку совети и препораки во однос со вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторки. Сочувство е и од мене до пациентот. Веројатно е самата стресна состојба причина за целава ситуација во која што е сега. Пациентот губи токот на свест, во неколку наврати може да се јавила аритмија, поверојатно ми е дека се јавила некој ирегуларност во срцевиот ритам, која што може да предизвика и губиток на свест. Треба секако да си појде на лекар, детално да се испита. Ваков проблем како кај него, пошто има и вградени стентови, потребно е на повисоко ниво да се проследи, значи кардиолог
интернист би требало тоа да го види, да се стави холтер и да се види дали регулацијата на притисокот е добра. Со оглед на стресот може би почнало и да се покачува малку нивото на притисокот во крв, на самиот притисок. Докторке, дали диазепамот кој што се пие многу често кај нас е терапија за хипертензија? Диазепамот секако не е терапија за хипертензија, меѓутоа еден од неговите ефекти врз нашиот организам е миорелаксација. Значи се применува во многу области од медицината, не е само за спиење или за смирување, него се дава и во ортопедијата за пациенти кои што имаат акутна болка. И секако во акутната фаза хипертензивните кризи имаат пракса лекарите од итната помош венски да внесат ампула диазепам. Ние не го практикуваме диазепамот во редовната терапија на хипертензијата, затоа што не е лек од таа група, но кој е ефектот на диазепамот? Го релаксира мускулниот зид во самиот крвен сад, во артериите, и на тој начин ги олабавува и индиректно предизвикува малку да се спушти притисокот и секако ако пациентот е вознемирен од некоја стресна ситуација, ќе предизвика смирување на стресот и ќе направи малку и притисокот да се нормализира. Дали терапијата што се прима за регулирање на крвниот притисок е доживотна? Во главном да. Притисокот е хронична болест. Убаво е да се открие на време, кога можат ваквите модификации на ризик факторите да помогнат да не се започне со терапија. Многу ретко пациентите, ако направат некои радикални промени кај себе, во смисла да ја намалат килажата, да го сменат начинот на живот и исхрана, може да се исклучи терапијата. Али тоа е пак кај помлади луѓе кои што немаат други ризик фактори. Битно е кај млади луѓе на време да се откријат причините. Обично кај пациенти доаѓаат и на 20 годишна возраст. Значи на секоја возраст може, во секоја животна доба да се јави покачен крвен притисок? Дури кај мали 3 годишни деца се случува кај вродени срцеви мани да имаат покачен крвен притисок. Затоа убаво е кај помладите луѓе да се открие причината. Кажуваме дека 70% е таа недефинирана сублиматот голем ризик фактори, меѓу кои што е најважен ризик факторот генетиката. Меѓутоа, кај помладите луѓе треба да се обрне внимание на секундарната хипертензија, која што може да е резултат на некое пореметување на хормоните, на стеноза на реналната артерија и други некои причини кои што можат кај помлада возраст да доведат до покачен крвен притисок. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања што ни ги дадовте и се поврзани со покачениот крвен притисок. Тивкиот убиец, што велат. Така, ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани доктор Јасмина Зафировска, интернист, диабетолог, тиреолог, во клиничката болница Жан Митрев, беше денешна гостинка во Телма амбулант. Ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.